Почитувани гледачи, добро вечер. Следува ново издание на нашата и ваша самовистина. Вечерва со лидерот на Левица и пратеник Димитар Апасиев. Добро вечер, господине Апасиев, пратениче Апасиев. Благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарам. Так, без малку 5 месеци има како не сте ни гостувале во емисијата. Сметавме дека е доволен период во кој што се испослучуваат некои работи, за да можеме да ги претресеме условно речено и за актуелните случувања, меѓутоа и за активностите на Левица во и надвор од собранието. Кога сме веќе кај собранието, што се случува во законодавниот дом? Вчера помина практично и последниот обид на председателот на парламентот, спикерот Џафери, за некаква деблокада на законодавниот дом. Тој практично прстот го впери во сите пратеници без исклучок на политичката провиниенција. Па вели, ваквата ситуација во собранието е политичка пат позиција, игра од сите страни без исклучок. Играте ли сите, господине Апасиев? Да, апсолутно. Ова е пат позиција. Значи, историски гледано, ова е прво владеачко мнозинство без мнозинство. И тука е кваката. Значи, мнозинството не може да се обезбеди кворум за работа, што е елементарна обврска на владеачкото мнозинство. Од друга страна, имаме немање на легитимитет од страна на владеачкото мнозинство. Не знам колку знаеме математика, меѓутоа во апсолутни бројки, ова е за прв пат во историјата, мислам дека е за прв пат, кога опозицијата, 58-те пратеници на опозицијата, имаат повеќе гласови освоено отколку власта. СДС има 327.000 гласа, ДУИ има 104.000 гласа, вкупно 431.000, додека од другата страна ВМРО има 315.000, Алијанса и Алтернатива 81.000 и Левица 38.000, која ќе соберете 434. Значи ние имаме за 3.000 повеќе гласови од владеачкото мнозинство. И што е тоа сега битно за работата битно на е, да, собранието? битно е во политиколошкиот контекст е битно, затоа што владеачкото мнозинство нема сенс за компромис и тие се понашаат буквално селеџиски и шверцерски како да имаат 100 пратеници. Не можете, за жал не можете така да се понашате во ситуација кога не можете да се обезбедите кворум. Тогаш значи доаѓа до политичка криза благодарение на властодржците кои што не се во состојба да обезбедат компромис со опозицијата за тоа што се битни точки и треба да се стават на дневен ред, а што се небитни точки и не треба да се стават на дневен ред, барем по проценка на опозицијата, затоа што и опозицијата некои па велат пратениците се договарат меѓу се. Сметате ли дека има некаков договор со ДСМ, со ВМРО, ДПМН, Левица, со Алтернатива, со Алијанса? Па ВМРО да им се приклучи. Кога сум бил лаик и кога сум сега влезен во натре ги гледам, има нормални меѓучовечки односи, значи има заедничко кафе пиење с пратеника од една до друга партија кои на говорница се плукаат, условно кажам. Такви релации има, меѓутоа на пленарна сесија секој си ја држи својата страна. И сега другиот парадокс кој сакам да го нагласам, СДС и ДУИ се обидуваат парламентот да го направат гласачка машина на владата и ова ќе го демонстрирам со докази. Имено во вкупниот наш правен поредок, сегашниот, има над 700-800 закони кои се во сила. Сега, само во моментов, во парламентот има 400 закони во процедура. Знаете каква правна инфлација е тоа? Тоа е невозможно да ги исчитате тие закони. И сега, од нив, по ова последна статистика, пред да здиват овие од Алијанса Алтернатива се да блокираат, беа блокирани само 10 закони. Левица има блокирано само 2 закони. Тоест, еден деловник кој го повлече Талјат Џафери со филибастеринг и еден законот за лични карти кој сака да не стават племе, да не направат и да бидеме племе етничка припадност, да ни воведат како на туците у Африка. Мислам дека иницииравте постапка пред Уставен суд или планиравте за Не, тој не е донесен до Венецијанска комисија. Значи само тие 2 закони ги имаме ние како Левица блокирано. Се друго е блокирано од ВМРО или од Алијанса, меѓутоа ви зборувам пред Алијанса да блокираат се, беа блокирани само 10 закони. Значи кога имате опозиција која одреден закон ви го блокира, тогаш имате договарање, значи да видите што чини, што не чини, а не да ги отфрлате амандманите и уште повеќе да ја подпалувате ситуацијата. Меѓутоа,
Еве да ви објаснам еден пример. Римјаните, пошто римско право преда, во период на републиката од 500 години, колку што биле турците кај нас, 500 години, кои се простирале од Ирска до Персиски залив, имале 800 закони само. Значи, тие носеле просечно по 2 закони годишно. Ние 2 закони у собрание носиме додека Мира Дизел си ја зима фискалната од патарина. Ме разбирате колку е ненормална таа ситуација? Извинете, но парламентот не е гласачка машина. Хиперпродукција е, веќе си дозвам така да го карактеризирам. Се должи на лошите политики кои ги проектира владата. Имате ситуации кога еден закон е менуван по 20 пати. Тоа е невозможно за правник да се снајде во него, а не по обичен граѓанин. Ние треба да имаме кратки, јасни закони. Не ни требаат закони од 200 страни кои личат на докторски дисертации. Значи ние се треба да се учиме и закони како да се пишуваат. Апсолутно, номотехнички ви тврдам дека во Југославија сме имале секретаријат, како го викале, за номотехника, кој издавал закони кои ќе дошле од влада во парламент, биле перфектно напишани. Сега имате неписмени луѓе кои ви ги пишуваат законите. Вие кога ќе дојдете, имате закони кои е невозможно амандмански да интервенирате, да ги поправите, пошто се тотално лудило, тотален крш. Значи, сите правила на номотехника се погазени. И од друга страна, кога зборуваме уште за парламентот, тука го гледам и лошото менаџирање на спикерот, кој не покажува сенс за маневри. Впрочем, волунтаристички си го толкува деловникот. Еве неколку пункта ќе се задржам, кои ние сме ги воочиле, можеби и повеќе. Но вели подуцени, јас не влегувам во фаза на не се уцени, не се уцени. Добро, значи кога опозиција бара точка на дневен ред, тоа е нејзина деловничка можност. Значи опозицијата на секоја втора седница има право да предложи точка на дневен ред. Му се допаѓало тоа на спикерот или не? Знаете, нашата декларација од октомври месец е поднесена за Бугарија, уште не дошла на расправа. А по деловник треба за 20 дена да дојде, бидејќи се третира како скратена постапка. Значи, при закажување на дневниот ред нема сенс да вклучи точки од опозицијата. Следно, кога се закажуваат продолженија, прво, кога почнавме во август, согласно деловникот, 10 дена унапред, бидејќи, на пример, имате седница со, рекордот колку ни беше, 780 точки на дневен ред. И сега не можете вие денеска да ми пратите СМС и да ми речете во 12 саатот имаш седница, така се дешаваше, и јас да дојдам спремен за 70 точки од дома, да дојдам и да зборуваме, разбирате? Дури имат парадокс, каде што во минус има закажано седници, каде што опозицијата, бидејќи еднаш се собира на 3 месеци, толку има капацитетот, и сакаат се да изгласаат, например, закажана една седница во 12 и во 2 саат добиваме СМС дека уште 5 седници се закажани и се закажани во истиот час или некогаш во минус закажува. Значи во 2:10 ти го закажува за во 2. Тоа е практично невозможно. Тоа е, ајде да не употребам погрден збор, меѓутоа тоа е зафрканција со институцијата пратеник. Од друга страна имате злоупотреба на европски знаменца. Значи, тоа е нешто што е рак рана на овој деловник. Се што они сакаат да прошверцуваат, му ставаат европско знаменце, така го прошверцуваат законот за јазици, кој кажа самата Европска Унија дека не е европски тој закон, самата Венецијанска комисија. Така шверцуваат закон за попис без ни еден амандман. Од друга страна имате пратенички прашања, каде што нас не ни се овозможува од нова година да поставиме пратенички прашања. Еве утре имаме, ќе видиме дали, или ќе треба да направиме скандал како алтернатива, да се качиме на говорница, па да не вадат со обезбедување, со цел да анимираме дека ни се скратува уставното право. Па прашајте го Џафери. Еве, ја не знам зошто, еве, јас сум професор. А како ги поставувате прашањата? Писмено? Како? Имате две опции, или писмено, или усно да ги поставите. Нас од нова година не ни се дозволува да поставуваме пратенички прашања, иако деловникот вели дека 2:1 во корист на опозицијата се поставуваат пратенички прашања. И на крај имате чудни ситуации, како што беше, ако се сеќавате, гласањето за Мак Петрол, кога собранието работеше до 8 часот изутрина. Значи цела ноќ, каде што го исклучија и парното, со јакни работевме, и тоа беше изживување буквално. И сега, кога сето тоа ќе го соберете, вие имате пат позиција. Вие не можете да се справите, затоа што сте ги пореметиле малце лончињата и неуспешно сте го менаџирале процесот. Така што сега ќе го одглавувате. Да, има и помалку и на ЕТВ вака народски, да се изразам.
Има инает, особено ова не го разбирам со алијанса. Особено кога мнозинството кубури со да, со кворум. Тоа ви го зборувам сега кога сега опозицијата, независно дали албанците или македонците, да ставиме ситуација, ние да сме власт, карикираме. Се користи малку ситуацијата. Знаеш дека немаш и добро, сега ги викаш овие други претеници, им викаш што ви е вас битно од точки, овие 3 4 5 добро, стави им ги тие 3 4 5 ќе ти они не икат да ги стават. Па се што да прави? Добро, ВМРО ДПМН барало на посебна седница да бидат тие точки. Еве го предлог. Не знам сега нивниот како еве јас кажувам за пратениците на левица. Ние, пошто двајца толку им фалат ние можеме да им направиме кворум. Ама не им правиме. Ви побарале ли господине Пасиев, еве да речат, ајде помогнете? Ни побарале во неколку наврати. Се прифатиле, сте гласале, се само обезбедиле за верификација, бидејќи сметаме дека верификацијата е остаток од делегатски систем и не треба да ја има, бидејќи е политички инструмент кој што не е својствен за парламентарни демократи. Во други ситуации мнозинството додека не се обезбеди кворум, ние не влегуваме на седница и тоа е верификација на што? За да сме појасни на мандати. На мандати. Во првите седници кога на пратеничките мандати. Да, на пратеничките мандати. Еве денеска кога сме веќе кај опозицијата и нејзината улога во законодавниот дом и особено околу оваа деблокада што се случува и трае веќе подолго време, лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски денеска предложи, утре нели рековме дека е последен четврток и ден за пратенички прашања, пред таа седница што е за пратенички прашања да се закаже собраниска седница со дневен ред со 4 закони кои се од интерес нели од пакетот 5 на владата за ковид така. И поврзани со кризната состојба. Еве ВМРО ДПМН излегува со овој предлог. Што би понудила левица? Мицковски е шпицен кандидат, тој за жал го одбра тој погубен според мене стратешки потек. Лидер на опозиција да не е во парламент. Тоа е од сам старт деградирачки за самиот лидер и мислам дека тој не ги ни знае процедурите, ова што го кажува. Да, може посебна седница, но не може последниот четврток, бидејќи последниот четврток е резервиран само за пратенички прашања согласно деловник, може во петок, карикирам. И предлогот како предлог не е воопшто проблематичен, во смисла, окей, ако веќе немате кворум да си обезбедите, ќе ви обезбедиме ние како опозиција, но ставете посебна ковид седница. Они не ќе да стават. И тука е сега квакат. Кој ќе попушти? Еве кажувам, ако има таква седница, ние ќе направиме кворум за ковид мерки за стопанство, овие закони што ги предлагаме. Така, неколку закони што се и на друга седница по итна постапка, еве на пример, чудно ми е зашто условувате нешто тој кворум, само да се дискажам. Чудно ми е зашто ВМРО не бара по итна постапка го предложија да дојде на ред закон за поништување на пописот. Кога водеа отворена кампања, собираа потписи и слично, тие можат со одреден број пратеници да побараат специјална седница да се свика пред да почне пописот. Има тие тука и други точки во оваа 36-та седница, тука се нели има многу процесот за отповикување на министри, нели интерпелација на Маричич, на Николовски. Ама нема кај да бегаат тие министри. За состојбата во здравството што е сега нели актуелно со ковидот. Тука го гледате немањето сенс за менаџирање на Сметате дека поради немање сенс? Да, апсолутно. Значи, да се овозможи, не можете вие да не ништите како опозиција и да си играте парламент со 60 пратеници, ме разбирате? Океј, ако играте така, тогаш обезбедете си кворум. Значи, ако добро ве разбрав, вие кога би се организирала посебна седница на која што ќе биде нели исклучиво само за овој сет, нели за ковид пакетот, како го викате, би помогнале условно речено за да се обезбеди тој кворум ако мнозинството не успее. Дали ќе го условувате тоа со нешто? Зашто да го условуваме? Не, зашто? Добро, можеби Не имаме такви ние релации. Они знаат принципиелно уште од почеток се поставивме така што мислам дека не ни понудуваат такви непристојни предлози. Не тоа ако е заопшто добро на граѓаните, секако ќе влеземе и ќе го гласаме. Денеска и пратеникот Павле Трајнов, меѓутоа и премиерот од еден настан каде што беше денеска, кажа дека утре и лично ќе почне да се ангажира
за во обид да се деблокира работата на законодавниот дом, најави средби со Ахмети, со собранискиот спикер, но рече сите опции се отворени, па дури и прогласување вонредна состојба. Ма каква вонредна, нека не се. Еве што мислите, ако се воспостави така вонредна состојба? Тоа е објава на граѓанска војна на народот. Нема правна можност тоа да се изведе. Значи, тие не може 61 да се соберат, а не па 2/3 за да прогласа вонредна состојба. Значи, по нашиот устав, по сила на устав, 2/3 ви требаат за да прогласите вонредна состојба. И таму има една одредба, вели во случај собранието да не може да се состане. Да. Знаете кога не може собранието да се состане? Собранието може во секој момент да се состане сега. Собранието не може да се состане ако е распуштено, како што беше минатата, кога Пендаровски прогласи со право. Или ако карикирам во некој, не знам, катаклизмични, не знам, земјотрес во Источна Македонија го преполови автопатот и не можат да дојдат 60 пратеника, па другиве не можат, ме разбират некои такви апокалиптични сценари. Меѓутоа при функционален парламент кај што само 20 пратеници ви се во изолација, имаше најава дека едниот утре ќе се врател, барем така имаше најава. После падот на хибридниот режим, веднаш у затвор одат за такво нешто. Тоа е објава на граѓанска војна, ако тоа се држнат да го направат. Не верувам дека ќе го направат, бидејќи треба Пендаровски тоа да го направи. Меѓутоа не постои ни теоретска, ни практична можност. Единствено, ако се имаат договорено да го распуштат парламентот. Така може. Ако тие се договорат да го распуштат парламентот и да имаме пак таква ситуација каде што Талјат Џафери ке не може да свика бидејќи се вратени мандатите, во тој случај може. Значи сепак може на некој начин. Само тоа да се распушта, ама видите, распуштање на парламент значи нови избори во рок утврден со устав. Дали тоа ќе оправат заедно со пописов и нови избори, овие се луди, може се да прават, меѓутоа не знам, јас во нивните математики не учествувам, така што ако меѓутоа при ваква фактички правна ситуација е невозможно тоа да го направи. Рековте дека еве кога би имало посебна седница тој барањето на ВМРО-ДПМН, зошто еве мнозинството или претседателот Џафери на собранието одбива да има таква седница да се закаже посебна? Не знам, тоа ќе го прашате Џафери. Јас не бев на прошлата координација во понеделник, тие се скарале меѓу себе, колку што ми е пренесено. Значи, едниот барал, другиот недел, се испокарале, се излегол, така што во понеделник се тие координации, кај што се утврдува кој ден ќе има седница, точки на дневен ред и слично. И прилично авторитарно е однесувањето на спикерот. Со 62 пратеника вие мора да покажете сен за компромис. Вака на атчик, на прва, на нож не можете да функционирате. Се зборува дури и терминот се употребува медиација, не се зборува него таа можност кога на времето ни доаѓа, сега повторно ли треба од Европски парламент некоја европска тројка пратеници да доаѓа? Тоа значи дека сме племенски па да ве научи на политичка култура и диалог и работа во законодавниот дом. Што мислите? Јас сум принципиелно против такви екскурзии со лидерски средби во Маврово и слично, тоа е девалвација на парламентот. Се знае во парламент ќе ги реши. Ама ако ова трае до без многу долго да речеме? Па не знаеме до кога ќе трае. Треба страдаат процесите, еве граѓаните, стопанството ги очекуваат тие закони да поминат. Нека им го испорачаат власта. Еве ви кажам, уште во петок можеме да ги изгласаме законите. Нека закажат посебна седница, ќе ги гласаме. Ама не сакаат да закажат. И што се ја да правам? Не можам јас да закажам. А нема друг начин, ако не закажат седница, да ве удоброволјат, како да кажам, како опозиција да гласате? Систем, за жал, само спикерот свикува седници. Не може ни побарање на пратеници, он може вика, само така го употребува уставот, пример 20 пратеници да побараат, може да свика, ама не мора. Во други парламентарни системи некојаш може подпредседателот побарање на одреден број пратеници, кај нас тоа не е предвидено и само спикерот може да свикува седници. И тој го користи ова право, некогаш, еве, како што ви кажа, рафално 6-7 седници во ист ден, додека се соберат да гласаат и така. Значи, ова е една мачна атмосфера во парламентот, која што е нефункционална и од која што граѓаните немаат никаков бенефит, меѓутоа тоа се изборните резултати. Така, тоа се изборните резултати, велите. Очигледно дека собранието е на слеп колосек во моментов и малку подолго време, дури анализи што се правени истражувања велат дека е ова најнефункционалниот парламент. Сметате ли дека ако беше електронски, нели, работата на собранието, дека немаше да има вакви блокади или тоа ќе беше уште полошо? Тоа ќе беше шверцерат комплетен. Значи тогаш ќе беше гласачка машина. Значи 400 закони у 2 дена ќе ги донесе без расправа, без
нема да не рецкаат воопшто како, иако имаме, ви кажав, повеќе гласови од нив вкупно како опозиција. Така што не, тоа се екскурзии кои нема така да поминат. Сега имаме Жан Моне процес. Некој ќе се отвара деловникот, мислам дека ќе се носи нов, меѓутоа колку тоа според 26 спорни точки според некои анализи, од 21 има договор, уште 5 остануваат. Јас бев присутен како пратеник на Левица, поднесовме некои наши мерки. Ке видиме. Значи функционира тој процес со Жан Моне кој што беше нели воспоставен пред две средби сме имале. Воспоставен исто така кога имаше многу исклучења поларизација во парламентот. Парламент такој не, меѓутоа тие не идат сега ради ковидот валјда. Електронски со џафери. Не, оставија сами да видите да видат како пратениците ќе се организираат инаку. Јас мислам дека нешто чудно да се организира нова тројка пратеници па да би дојдат повторно. Да. Ама видете, тоа не е ако е во парламент, тоа е легитимен процес. Ако е надвор, по хотели, по викендици, по кабинети, не, тоа е нелегитимен процес. Добро, рековме дека и граѓаните очекуваат и се засегнати околу овој пакет на мерки, бидејќи има тука и мерки кои што се поврзани со закони што треба да поминат, а се однесуваат на четвртиот уште пакет, нели она помош од 6000 денари што беше. Епа толку трошки за народот, а за олигарси веќе има. Ама знаете, претпоставувам се слушале овие отворени програми каде што се јавува народ, таму не велат пратениците да си ја заработат платата, да седнат да работат, да ги гласаат законите. Ние страдаме, трпиме и тука не велат, ама па СИЕФ е добар, не знам некој друг пратеник лош, сите ве ставаат во исто купче. Што значи дека губите на некој начин сите кај јавноста. Па се може и така да отулкувате. Во поглед на тоа одење на работа, еве јас за мене кажувам најодговорно, секој ден од 10 до 6 јас сум во парламент. Така што јас одам на работа секој ден. Тоа што нема седница, овој месец сме имале 2-3 седници, само од кои 2 се одложија. Продолжение имаат, колку да ги поминат за да можат да гласаат кога ќе се соберат. Не знам колку има завршени кои чекаат да бидат изгласани. Така што ние работиме, пошто носењето закони не е, тоа е основна, но не е единствена функција на парламентот. Контролната функција исто е тука, која што е занемарена, например. Имате ли време за барем да се посветите на таа пратенички прашања, исто така средби со граѓани, значи имате секојдневни контакти со граѓани, здруженија кои ви предлагаат закони, амандмански каде да интервенирате, бидејќи не сум јас експерт за себе. Последно здружение на лица со посебни потреби предлага, не знам, некој закон поитна поставен. Значи имаме ние тековни активности. Тоа што немаме седници пленарни не значи дека не работиме. Еве друго јавноста што бара, вели ако не одат пратениците, онолку дена колку што не бил на работа да му се намали од платата. Бидејќи еве обичен работник, мислам нормален работник, ако не се појавиш 3 дена на работа, ти мислам дека има такви одредби во деловникот, 3 седници ако не присуствуваш да ти се намали 5% или 20% од плата. Меѓутоа ви кажувам, месецов има само 2 или 3 седници. Ама пак не може да се соочат сега со губење на работна позиција, бидејќи друга е природата апсолутно на пратеникот. Таков мандат утврдиле уставотворците кај нас, во некои земји може да си го отповикаш пратеникот ако не си задоволен. Кај нас не можеш, например. Бидејќи сепак сте нели представници на народот, на граѓаните и ти очекуваат да заработите. И ние сме за тоа, императивен мандат кој ти го дал, тој да ти го земе. Меѓутоа по нашиот устав сега како што е, не може тоа да се. Добро, блокада, да видиме, еве дали очекувате дека ова медиација од страна на премиерот, ако можам така да кажам, дека ќе вроди со некаков плод? Тој рече дека ќе имам средби со сите, може да има лидерска средба. Ако попуштат, да. Значи ние не бараме преку леп погаче. Значи елементарни работи. Не можете вие Мак Петрол да го ставите приоритетен закон, а за ковид да чекаме со месеци. За Мак Петрол ќе работиме у 6 сабајле, ќе збориме безпарно, а за ковид не можете да сликате седница бремајката. Може, ако се сака се зборувате за овој пакет, така? Ма не им ги знам јас тие пакети. Тоа се трошки за народот, а не е никаква помош. Добро, има истопанството од петтиот пакет. Сиромашните умираат, богатите се лечат во кризава. Не стигнаа парите до народот. Им ги дадоа на работодавците наместо директно на работниците. Не стигнаа, ние секојдневно имаме поплаки од луѓе, така што ова се трошки кои им ги фрлаат на народот. Ова е недостоинствено. Така. Околу бојкотот на пописот, малку подоцна во емисијата, имам уште неколку прашања поврзано. Планирате ли да ги бојкотирате локалните избори, господине Пасиев?
Па далеку се тие, ќе видиме согласно приликите. Сега, како што стојат работите, не мирисаат на добро, бидејќи ДУИ се противи на фингерпринт, иако е законска обврска. Зошто се противи? Затоа што ќе не може, ги видите овие кривични кои им ги чува обвинителството, бидејќи обвинителот е од ДУИ, ќе не можат да фалсификуваат записници кои што го прават 20 години веќе. Ќе не можат да полнат кутии, ќе не може да се гласат на 2 секунди, што е светски рекорд, и ќе не можат да освојат 15 пратеници. Ако нема фингерпринт, и вие би бойкотирали? Немаме дефинитивен став се уште, меѓутоа тоа е лоша околност. И во случај опозицијата да се реши да бойкотира на локални, тоа би бил голем удар на власта, практично делегитимација на власта. Нема официјална потврда, да речеме, од најголемата партија во опозицијскиот ВМРО ДПМН, меѓутоа ќе пеглаат во меѓувреме, не знам што е. Има и некои такви најави. Ние не сме вклучени, за жал само ДПМН и СДС си ги прават тие моабети и затоа никако да го стават овој закон за една изборна единица. Сега тоа сакав како следно прашање ми беше, вие излеговте со поддршка дека треба конечно нешто такво да се донеси, бидејќи од излеговме како нас ни гори за тоа. Еве јас донесов една анализа правена политиколошка од нашиот парламентарен институт, значи научна анализа. Ако биле овие гласови на сегашниве избори, значи големите партии губат по еден пратеник, СДС и ВМРО и ДУИ и Алијанса губат по еден пратеник, Левица губи 3 пратеника. Значи ние во историјата на парламентаризмот како партија сме најоштетената партија од овој изборен модел и нормално дека наш приоритет можете да концепирате и пратеничка група. Наш приоритет е една изборна единица. Значи тоа е прашање од топ 3 приоритети кај нас. Меѓутоа, номинално и вербално и Заев и Мицковски се за, меѓутоа позади кулисите тие се против. Сметате дека и СДСМ е против, бидејќи имаше јавно изречени ставови позиции? СДСМ си има некој обид за отворени листи сега да се проба на моделот на советниците сега за локалните избори? Тоа е тешко да се изведе, тоа е само така да добијат политички поени дека они се демократи нешто. Меѓутоа во суштина е тешко да се изведе. Се што треба да се направи е една изборна единица за почеток. Тоа е реално да видиме, да се преброиме. Дури ние сме и за забрана за предизборни коалиции. Примерот со Албанија, еве го, мислам дека е свеж, има и други земји. Да видиме кој колку тежи на политичкиот мегдан, а не вака да се шлепаат. Коалиции пред, пост, евентуално? Пост, за влада, меѓутоа пред не. Пред партија и бујрум на избори да видиме колку ќе освоите. Мислам дека ако сега не, бидејќи на следни избори, тоест на наредните, Левица ќе го избоксува ова, бидејќи ќе го поставиме како услов. Наредна влада нема да може да се формира без Левица. Сметате дека вие фактор ќе бидете за формирање? Да, тоа е фактографија, тоа е наука, не е статистика. Да, тоа се бројки пред. Така што кога ќе поставиме услов, како што сега ДУИ поставува услови, тогаш Левица ќе поставува услови, ме разбирате? Така. Господине Пасиев, последниот период сигурно слушате и вие, слуша целата јавност, опозицијата, мислам тука на ВМРО ДПМН, секојдневно ја бомбардира власта со некои афери, ќе видиме како во таа доказна постапка во правосудниот систем, дали ќе се потврдат како афери или не. Тука е Рашковски, еве Државната комисија за антикорупција има покрена како се викаше, постапка покрена. Исто основното јавно обвинителство кое што почна процес на предистрага чинам, имаше информација една таква. Дали очекувате разврска и што очекувате од оваа разврска евентуално? Не, и дали имало корупција евентуално во нас све што го читаме и што го гледаме, да. 20 години немате осудено од ДУИ функционер, исто од СДС сега немате осудено. Така што не, тоа е мачки на кашлица и неку со Рашковски, не знам еве дали знае јавноста, ние сме една генерација, заедно студиравме, една генерација сме јас, Рашковски, овој антикорупционеров сега Љупчо Николовски, Александар Николовски од ВМРО и кои сме други, така некоја генерација кои заедно студиравме и Рашковски го знаеме уште од студии како благајникот на деканот. Тој ги собираше парите за книги, значи тој Алаш Вериш си го има уште од студентски денови. Јас во овие фирми што ги гледаме,
Мислам дека лично, ако ме прашувате вака како Рашковски, мислам дека прв ќе го крка кога ќе падне хибридниот режим, бидејќи него сакаат ни во самиот СДС, бидејќи тој не е СДС, тој е десна рака на Заев по струмичка линија. Така што мислам дека дури и неговите ќе му ги извадат сите афери и ќе се напенали прв кога ќе падне хибридниот режим. Така што ова со фирми па купување, мислам дека има основ. За софтвери, па он рече нема поврзаност на идејата за софтвер од негова страна со новата власт, што бил додека он бил генерален секретар на влада. Така што мислам дека има квалитетни материјали. Не само против Рашковски, против други функционери. Да, затоа зборнав дека има повеќе. И ние сме најкорумпирана држава, значи и со вакцините од Кина, значи повеќе афери. Шарената револуција беше една антикорупцијска револуција против корупциите на Груевски. Ги даде ли резултатите? Какви резултати? За да сега добиеме надграден и проширен режим, паднати сме на 111-то место, тоа никад у историја на Македонија се нема случајно, значи ова е една. Сега, од друга страна, ги имате странски амбасади, овие кои што ги толерираат. Зошто? Затоа што се EU фундаменталисти и се им исполнуваат. Гледачи, како што најавивме, продолжуваме со нашата и ваша самовистина за причините за тоа што дојде до еден кус, како да кажам, незрачење во етерот. Повеќе детали ќе ни изнесе директорот на Канал 5 телевизија Иван Мирчевски, кој што го имаме преку Skype технологијата, го вклучуваме. Директоре, што е причината, ако може, за нашите гледачи, за целата јавност? Добро вечер, Мира, добро вечер до сите гледачи. Ја немам пракса да се вклучувам вака по емисијата само висне, иако сум дел од таа емисија на некаков начин. Но вечерва мислам дека и целата јавност мора да ја знае вистината, дека проблемот кој што настана, тоа беше снемување на електрична енергија на две фази, воопшто не беше предизвикан од Канал 5, сосема спротивно. Именно оние кои што разбираат, сигурно знаат што значи УПС уред. Тоа е резервен бекап уред за напојување од отприлика час и половина, кој што е огромен, голем, со голема јачина од 12 киловати. Оние кои што разбираат знаат дека 12 киловати е навистина голема киловатажа. И што значи дека за да тој уред прекине со работа или просто кажано народни да цркне, да рикне, му треба големо напојување на влез, значи голема силна струја. Интересно е тоа што тој уред работи на три фази. Тоа значи дека две фази беа рикнати, на две фази добил премногу голема струја, а на една фаза на која што се споени во режијата и во телевизијата компјутерите, таа фаза работеше. Поради тоа што не беа рикнати или не беа паднати сите три фази, односно немаше целосно снемување на струја, агрегатот кој што дополнително го имаме и кој што е исто така огромен надвор од просторијата на Канал 5 телевизија, не се вклучи. Значи, станува збор за мистериозно по мене снемување на струја, мистериозно прекинување на работа на тој бекап УПС, кој што доведе до ситуација да снема струја во главната режија на главните три елементи, а тоа се аудиомиксета, видеомиксета и матрица. Сега, кој, што, како, зашто, не сакам да шпекулирам, не е коректно да се шпекулира. Ние утре прво ќе пријавиме до ЕВАНА, до надлежните институции, надлежните, можеби, и инспектори, евентуално, да дојдат, да испитат, да видат што се случило, поради тоа што не сакаме да учествуваме во некакви заговори, теории на заговор, дека е баш поради нашиот гостин Апасиев, баш ние сме исклучиле струјата или баш некој трето лице исклучило струјата. Сега знаете, на Фейсбук читам и по порталиве читам едната партија нарачала струја од поголемите, другата партија нарачала прекинување на струјата, вистината никој ништо не нарачал, едноставно, мистериозно, повторувам, мистериозно, главниот уред за напојување, кој што е 12 киловати, прекина да работи на двете главни фази. Успеавме да го преспоиме, да
со максимални напори и се надевам дека гледачите во наредните 45 до 50 минути ќе продолжат и ќе уживаат во интервјуто со господинот Апасиев, кому јас му се извинувам за тоа што не може порано да се замине дома, поради тоа што ali го слушам дека е навикнат да седи во собрание од 10 до 18 часот, претпоставам дека 8 часа на работно место не му се проблем. И современо се извинувам на јавноста поради тоа што имаше малку бланк и немаше можност да го гледа Апасиев, а сега во наредните минути 40 до 45 минути ќе може тоа, но ми беше многу важно јавноста да знае дека Канал 5 нема никаков процент промил во ова што се случи вечерва, ниту пак знаеме кој како дали некој воопшто успел нешто да направи. Важно дека главниот уред не работеше, зашто ќе бидат известни евана, надлежни институции, инспекции, па да видиме што вечерва се случи во Канал 5. И посакувам убава емисија. Благодариме. Еве, тоа беше извинувањето до вас, господине Апасиев, од директорот на Канал 5 телевизија Иван Мирчевски. Се надевам дека со ова образложение ја задоволивме љубопитност на јавноста, инаку нормално на социјалните мрежи се пишува се и се што еве и тоа дека едната партија нарачала, другата партија нарачала, па сега пред да продолжиме со темата попис, ќе ве прашам кој стои зад левица, СДСМ или ВМРО-ДПМН? Народот. Чие масло е? Видите, и бидејќи често знаат да ве присвојат. И да ги искинат сите кокичиња нема да можат да ја запрат пролетта, така што левица е во замав, што и да прават, тоа е незапирлив процес, бидејќи му е дојдено времето. Народот му е преку глава од двете буржуаски партии, си бара трета опција и левица е природна трета опција, така што да не шпекулираме, да преминеме на пописот, бидејќи тоа е најбитната тема и за народот и за јавноста и поради која што се случуваат чудни работи. Мислите и на ова вечерва или? Да. Мислам. Добро. Почнавте како левица теренска кампања за бојкот на пописот, не отвора и врата. Каков е фидбекот од јавноста? Огромен е фидбекот и власта е во паника и затоа прави вакви грешки во чекори. Видите, пописот, ако тргнеме историски, римјаните велеле дека пописот е најспасоносната операција за државата, тие го правеле во период од еден луструм својот цензус, односно на петолетки, на 5 години. Пописите постојат во сите антички права. Кај нас во Југославија има спроведено 6 пописи и 3 пописи во Македонија, 94-та, кој го бојкотираа албанците, потоа 2002 кој беше наместен и фингиран и 2011 кој беше откажан од страна на тогашната власт. Според тоа што можевме да го чуеме во бомбите, тие го откажале поради масовни нерегуларности на терен, односно популарното попишување на Skype од Швицарска и поради тоа што реалните жители на терен од една етничка заедница паднале под процентот утврден во Уставот. И тоа се јавни тајни. Тоа ги кажа Груевски, кој тогаш, памтете, имаше 63 пратеника. Значи, кога Груевски не успеа да го спречи со 63 пратеника, тој пописен фалсификат, зарем очекувате СД со 42 пратеника и ваква сервилна политика кон ДУИ тоа да го стори, не напротив. Ова е попис за отпис на македонците, ова е попис за демакедонизација на македонците и попис за штелување на реалноста или да бидам поконкретен за косоваризација на Македонија. Ова е попис кој што се обидува македонскиот конститутивен народ, како државотворен народ и македонската нација да ја сведе на обична етничка заедница. Она што ние го блокиравме во собрание, тоа беше со законот за лични карти, и е продолжеток како таен анекс на тиранската платформа. Имено, да им стане појасно на гледачите, македонците се народ кој е составен од минимум 10 етнички заедници. Ако гледате етнички и ако гледате етнолошки и антрополошки. Има студии кои велат дека тука влегуваат мијаците како посебна етничка заедница, брсјаците,
Шопјата, торбешите, шкретите, дебраните, егејците, пиринците, гораните и помаците. Минимум 10 етнички заедници кои го сочинуваат македонскиот народ. Тоа значи дека македонскиот народ не е етничка заедница. Она што се обидува преку оживотворување на некој дух или духчиње на рамковниот договор, да му се одземе приматот и практично ние да станеме курдите на Балканот, народ без држава. Значи, ова е попис кој што тоа ќе го направи еден чекор кон федерализација на државата и во иднина сецесија и создавање на една голема држава, која што е сон на многу наши сограѓани. Ова е попис кој што има неколку аргументи кои што јас би ги поделил зошто левица е против и зошто левица ќе оди до крај. По секоја цена. Значи, првото е здравствениот аргумент, кој мошне моќен. И сега во реториката која што патем речено ја предавам, има прашања кои се недебатливи, неподатливи за дебата. Тоа е како да ми речете сега, аја па си сега ти објаснени зошто зимно време треба да носиме јакни. И ја да почнам сега да ви предавам, ме сваќате, значи до толку е сулудо да му објаснуваш на човек здраворазумски дека јавното здравје е приоритет, дека Обединетите нации преку својот департмент за статистика и преку својот популационен фонд го носам, во февруари оваа година во Њујорк препорача сите земји да ги одложат пописите. Тоа го направи Германија, тоа го направи Шкотска, Ирска, исто во април им беше го одложија за една година, онака како што бара левица. Тоа го направи Романија, го направи Хрватска, сите наши соседи, Бугарија, Косово и Србија. Србија, која патем речено има 2 милиона и повеќе вакцинирано, значи каде што имате процес на имунизација. Денес имаше вест дека во септември, мислам, го одложи. Кај нас нема процес на имунизација, значи кај нас касни процесот на имунизација и најдобро е да се одложи за една година. Значи, тоа се здравствените аргументи. Од друга страна имате меѓународни аргументи. Меѓународните аргументи се мощно силни, бидејќи пописите во цел свет се унифицираат. Има неколку групи на пописи, генерално, но во суштина е стандардна процедурата. Значи, имате традиционални пописи, конвенционални, кои што кај нас до сега беа такви. Тоа е во хартиена форма, на специјална хартија, како за париве што ги печатат, за да не може да се фалсификува, се пополнуваат образци. Следен е електронски попис, кој некои земји го применуваат, тоа значи преку регистри и бази на податоци, кои ние ги немаме до толку развиено. Трет, кој за прв пат кај нас се применува, е комбинираниот попис. Значи, дел теренски, дел со бази на податоци, и четврте, оној Франција кој го применува, тоа е континуиран попис, каде што е малце чуден и не е меѓународно многу етаблиран. Значи, од сите овие, сите се релевантни, ме разбират, сите се како модели, како модели, да, во сила. И сама секоја држава има суверено право да си одбере кој модел ќе го користи. Ние за прв пат одбираме комбиниран модел и сега, зошто му налепија европско знаменце, да знае јавноста, кога ќе ви стават европско знаменце, тоа по деловникот морате вие да имате регулатива со ЕУ и точно да ја наведете која регулатива ја инкорпорирате и ја хармонизирате во домашното право. Тие лажеа, буквално законот за попис, лажеа, дека ги имплементираат и сега ќе ви кажам што се тие прекршија лажејки дека го имплементираат овој стандард. Значи, не ги усогласија со препораките на Евростат. Прво, никаде во светот немате попис на диаспора. Значи, јас го носам документот на Конфедерацијата на европски статистичари, по кој што работи цела Европа, и таа вели, доколку лицата се отсутни од нивното поранешно вообичаено место на живење во период подолг од една година. И вели, независно од времетраењето на нивните повремени посети, значи дошле на гости па си отишле, тие не спаѓаат во категоријата на привремено отсутни лица и нема да бидат опфатени со пописот на таа локација. Зошто е ова вака? За да се избегне двојното попишување. Исто како што имате директиви за двојно одданачување, да не плаќате данок и тука и устранство, на истиот принцип, да не се попишувате вие еднаш во Швајцарија, еднаш во Македонија. Токму поради тоа не постои како
компаративно искуство попис на диаспора. Значи, само жители кои живееле на таа локација подолго од 1 година влегуваат во резидентното население. Следно, препорака на Евростат да не се носи закон за попис 18 месеци, односно 1,5 година пред пописот. Кај нас се донесе 1 месец пред пописот. Се уште немаат тимови да ги, бидејќи им треба 7-8 илјади луѓе да го спроведат на терен, се уште не им се екипирани тимовите, а пописот ева го ќе почне за 2-3 дена. Следно, методологијата на пописот и дефинициите законски секаде, без исклучок, во Бугарија, во цела Европска унија, се законска материја. Кај нас се подзаконска материја, ги носи оној апостол, директорот, кој што го плаши народот со казни, со глоби и така натаму. Значи, што е кваката? Кваката е во две финти, каде што они ќе лажираат. Прво, во вкупно население и вкупно попишано население. Методологијата не прави разлика помеѓу овие две категории. Тоа значи дека методологијата нема да даде релевантни податоци кои се потребни за планирање на економијата, индустријата, демографијата и слично. Тоа што тие го тврдат. Значи, тоа може да значи дека, карикирам, во Челопек има 500 луѓе, тие се жители, резиденти, а по пописот вкупно ќе има 3000 луѓе. И сега како вие ќе планирате? За 500 ќе планирате или за 3000? Бидејќи законот не прави разлика помеѓу овие две намерно. И следната манипулација со вообичаено место на живење. Значи е толку нејасна дефиницијата, не се употребени меѓународните стандарди, што секое место може да ви се смета за место на живење. Да дојдете на гости и да речете ова е мое место на живење. Следно, никаде во Европа не можете да се попишете без документи. Кај нас можете не само вие да се попишете, туку и други лица да попишувате само со единствен матичен број на граѓанинот. Тоа е нонсенс, невидено до сега. Следно, други лица за вас можат да даваат податоци, дури и за етничка, религиска и верска припадност, што по сила на сите меѓународни стандарди е интуиту персона, односно строго лично. Не може никој друг да се изјасни за вас како вие се чувствувате. Може денес се чувствувате за македонец, утре се чувствувате за србин, задутре се чувствувате за бошњак. Тоа е ваше право да се чувствувате и не може ваша роднина тоа да го прави. Тоа е спротивно на Европската конвенција и спротивно на нашиот устав. Тие тоа го воведоа. Следно, немахте компаративно искуство, каде што имате врзан подпис. Непознато е феномен. Тоа значи дека дуи, ако не му се свигаат резултатите, кои се договорени, еве потенцирам, од инсайдерски информации ви кажувам дека уште додека е договарана владата се имаат договорено за бројот на албанското малцинство и држете ме за збор, тоа ќе биде околу 28%. Тоа е договорот, иако во реалноста резидентно население е 18,4%. И на крајот немате инструменти на контрола постпописна. Значи не постои такви механизми и тука е кваката каде што тие ќе пумпаат, затоа што за разлика од пописот на Груевски овој во 2011 кој беше одложен, каде што имавте двајца попишувачи од мешана етничка заедница, за да не можат да се само контролираат, сега немате такво нешто. Значи, тоа значи дека во ромска населба оди ром, во албанска оди албанец, во бошњачка оди бошњак, бидејќи е на 7 јазици. Значи, од самата етничка заедница само еден има. И следно, тоа е што нема таква хартиена форма. Пазете сега, случајно или не, имате само клауд форма, значи само виртуелна дигитална форма каде што ќе и видите. Во ситуација кога ЦИА е напаѓана од хакери, кога нашиот ДИК му падна сајтот среде избори, кога британскиот Foreign Office е напаѓан од хакери, нас апостол ни кажува дека не се секирајте, секи биде оке. Значи немате хартиено со онаква специјална хартија каде што ќе се попишува и ќе се архивира и ќе се чува 20 години согласно закон за архивска граѓа. Не, се е виртуелно и тоа значи дека можете добар хакер да ви го нападне сајтот, да ви ги штима резултатите без никаква контрола, дури да не знае Државниот завод за статистика дека му е влезено во базата. Не постојат никакви критериуми за евалуација. Тоа се меѓународните аргументи. Одиме сега на политичките аргументи.
Прво, законот е шверцуван во собранието, како што кажав, значи со злоупотреба на европско знаменце, без јавна дискусија, без никаков општествен консензус. Ние се приклучивме кон амандманите, сите амандмани на опозицијата кои беа конструктивни, беа само 20 на број, не беа тоа за блокирање, сите беа отфрлени од мнозинството на комисиска расправа и на пленарна седница. Следно е тоа што вештачки во периодов имаме индиции дека се делат државјанства. Самите представници на ДУИ кажаа дека за време на нивната власт се поделени над 15.000 државјанства. Алијанса го блокира цел парламент со тој национал шовинизам за давање на државјанства со тројца сведоци, што е заглавен парламентот поради тоа. Од друга страна имате еден феномен кој што е статистички воочлив, а тоа е дека секогаш кога е СДС на власт, се зголемува бројот на државјанства дадени на албанското малцинство и тоа за илјадници. Мојата теорија е дека СДС нема капацитет веќе за добивање македонски гласови, бидејќи е антимакедонска и антидржавна партија. Незиниот плафон се овие 60.000 кои гласаа за Заев, пута 4 фамилијата, значи околу 200.000. Толку име плафонот. Од каде можат да земат гласови? Од албанците преку тиранска платформа. Така му земаа на ДУИ првите избори околу 3-40.000 албански гласови земаа на кај нив. Сега, индикативното што е, во периодот на 94-98, кога ВМРО беше во налет и се знаеше дека ќе победи, со истата оваа логика, гледајте го избирачкиот список. Јас денес го отворив и видов. 94-та на изборите имате 1.360.000 гласови. 98-та на изборите во списокот избирачки се 1.572.000. Над 200.000 мистериозно додадени луѓе во избирачкиот список. Верувам дека им се дадени државјанства. Ние сега го спориме законот за неевидентирани лица. Во овие 3 децении, да речеме, независност. Да, значи тоа се илјадници луѓе за вештачка депопулација на македонците. Значи, ова е попис кој ако помине ќе биде попис за отпис на македонците. Готово, ние стануваме курди на Балканот. Ова е попис за кој секој патриот мора да го бойкотира со цел да не помине. Затоа што сите досегашни пописи беа бойкотирани од албанците. Точно, намерно, сега е наред да го бойкотираат македонците. Гледајте што прават груби и османи. Одат по Косово, одат по Албанија. Значи, тоа самото ви кажува. И тука немате албанска опозиција. Не, сите го гласаа законот. Сите, буквално сите го гласаа законот. Така што ова е смислено сценарио за кантонизација во иднина на така, убедени сте, ве оставив намерно нормално да ги образложите аргументите поради што почнавте така. Овие се сите здравствени, меѓународни, политички, правните за кои што овој неписмениот портпарол се заканува. За да ги објасните, еве околу тоа за здравствените причини, вие значи не сте за комплетно да се бойкотира пописот, меѓутоа да се одложи неговото одржување за една година, велите. Точно. Исто како Шкотска, Ирска, согласно овие но кој ни гарантира дека и тогаш нема да трае пандемијата, нема такви гаранции. Па сега од компаративни искуства шпанскиот грип имал 3 или 4 брана, така што би завршила до есен во пандемија. Плюс ако се вклучи вакцинација во меѓувреме, ако се овие питачиве наши ако измолат. Така не верувате дека протоколите што ги направија нели за пописот дека нема да бидат доволни за да пружат заштита и на тие што попишуваат и на граѓаните. Ништо немате во протокол, да ви влезе во калјачи онакви да си стави, со чевли да ви влегува дома. Ја татко ми го неам пуштено година дена дома, плюс тоа уставот вас ве обврзува да не пуштате, бидејќи имате должност да си го чувате како вашето, така и здравието на вашата фамилија, членот 39 од уставот, и од друга страна, членот 26 од уставот, кој што ви гарантира неповредливост на домот, освен со судска одлука. Така, имаме, значи, исто така од Евростат што ги споменавте и од повеќе странски амбасади,
излегува со поддршка за пописот дека се исполнети стандардите условите, вие изнесовте неколку тези кои што се должат, тоа е блеф. Дека се задоволени нели од одредени стандарди. Евростат излезе со многу внимателна дефиниција не риба ни девојка, во најголема нема таква формулација. Нема толку изричити точно. Еве да ви го кажам лицемерието на европските бирократи, па и на американциве. Излезе американскава амбасадорка, го поздравувам пописот, значи имаат пас од калето што сакаат да прават. Од друга страна Европска комисија и амбасада молчат како риби, а да ви кажам дека во Србија кога го одложија, тоа јас вчера го објавив на Facebook, кога го одложија по препорака на Обединетите нации, истата таа Европска унија им рече браво дечки, совесно сте направиле, одлично, треба да се одложи. Значи, тоа се тие двојни стандарди кои што на различни аршини, меѓутоа, како што вика Вучич, ма немојте, Србија е озбилна држава, така. Значи, треба да имате кичма за да ве почитуваат. Овие никој не ги почитува. Значи, гледате, Европска унија им забрани сега и вакцини да даваат. Пендаровски лажеше, ви текнува Пендаровски рече, видете, ние со Pfizer, кога се доваравме, одма ни рекоа, чим сте под 2 милиона, а во истиот период, која држава беше? Латвија. Латвија се 1,9 милиона, Латвија со Pfizer ги вакцинира. Господине Апасиев, ако почнеше порано процесот на имунизација овде, ке сметавте дека треба да се одржи пописот сега? Значи, пописот, и покрај овие сите други тези што ги кажавте, нели меѓународни за ова, за попис, за кризна состојба, вонредна состојба, кривични дела прекршоци, да им објасниме на граѓаните да не ги плашат овие идиоти. Значи вака. До 30 јуни. Сепак да внимаваме на вокабуларот, да. До 30 јуни во Република Македонија на цела територија има прогласено кризна состојба. Така. Значи тоа е прв пат во историја на Македонија да се прогласи кризна состојба на цела територија. Ние претходно имавме на граница со Гевгелија ради мигрантите, каде што армијата на северната и на јужната граница и сега треба да се прв пат насекаде е прогласена кризна состојба заради епидемија. И сега тоа не е нека обична состојба. Сега тоа што го нема Стојанче Ангелов, правно гледано Стојанче Ангелов сега е појак од премиерот, бидејќи е кризен штаб, ме разбирате? Тој раководи. Сега. Значи не е тоа обична. Се ангажира цел државен апарат на кризен менеджмент. Тоа значи дека имате 3 лекс специјалис, 3 посебни закони кои тогаш се применуваат во кризна состојба. Тоа е законот за управување со кризи, тоа е законот за заштита на население од заразни болести и тоа е законот за заштита и спасување, со сите механизми пропратни. Тоа значи дека тогаш тие закони имаат приоритет над се друго. Ова, законот за попис, со Маја Гери им влегува во овој систем. Им го дестабилизира комплетно и наместо да ја сузбие, како што предвидуваат овие закони со низа мерки и ово оно, тој ја разгорува пандемијата. Тој пушта 8000 граѓани кои дневно ќе шетаат низ илјадници домови и ќе вршат тешки дела против здравјето на луѓето. Тоа е шизофрена ситуација. Од друга страна, ајде да видиме за овие заканиве за кривични дела, кои што ми се закануваат. Денеска пресконференција ни свикале дека е повикување бојкот на кривично дело. Памтете си ја мислата, еве сега ми известуваат од режија дека преку операторот А1 не сме зрачеле, бидејќи имало реакции на социјалните мрежи. Меѓутоа, еве да кажеме дека не е причината до нас, откај нас си одиме се во етер, меѓутоа преку А1 што е операторот, или што ги пренесува ТВ каналите, дека не сме одели, имало реакции на социјалните мрежи. Да, порачаме дека ги имаме на списокот, да не се секираат, нема да бидат заборавени и за добро и за лошо. Ние борчили и не сме оставени. Така, Апасиев, значи овие денови е актуелна оваа дебата власт и левица, што е кривично дело. Дали бојкотирањето на пописот е кривично дело, се повикуваат на членот 387 од Тие не знаат, појма немаат на што Казнениот законник, став 1 и став 2. Ајде видиме прво законот за попис што е. Така. Законот за попис во завршните одредби назад, кај казнени одредби и прекршочни одредби, предвидува само едно кривично дело. Тоа е уништување на пописен материјал, член 49. Значи, ќе го уништите, не знам, ќе му го земете лаптопот на тој попишувачот, ќе го искршите, бидејќи нема хартија сега да уништите, предпоставувам тоа. Значи толку. Нема други кривични дела. Не зборуваме за прекршоци. Има прекршоци, ќе дојдеме и до тоа. Значи, и тие вика, добро, нема, тогаш има во КАЗЕ. Добро, ајде да го видиме во КАЗЕ и во кривичниот законник и вика во кривичниот законник, тоа е членот, тој што го споменавте, 387,
односно организирање отпор. И ајде да го прочитаме, бидејќи во правото, особено во кривичното право, вика нулум кримен, нула поена сине леге. Нема дело, нема казна без да има закон. Ајде да го читаме и не можеме да оттукуваме како сакаме, туку како пишува. Вели, тој што ќе организира други на отпор или на непослушност према законити одлуки или мерки на државен орган, ќе се казни парично или со затвор. Веројатно мислат на нас, на левица, кои што ќе повикуваме на непослушност. Арно ама, заборавиле дека пописот е закон, не е одлука на државен орган. Одлука, знаете што е? Одлука е ова. Одлука е владинава одлука за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протокол. Ова е одлука. Сега, видите шизофренава ситуација која тие ја предвидуваат. Има едно друго дело за кое што ние ќе ги гониме, кога ќе падне хибридниот режим, а тоа е кривични дела против здравието на луѓето, член 206. И видите го членов. Тој што за време на епидемија, таква имаме прогласено, на некоја опасна заразна болест, коронавирусот, не постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки, еве ги мерките. Викаат, не можете четворица по дома, не можете да се групирате на јавни... Еве ги мерките. Значи има одлука на државен орган. За незино сузбивање или спречување ќе се казни со парична казна или со затвор до 1 година. Ако делото го стори правно лице, во случајов тоа е Државниот завод за статистика, ќе се казни со парична казна. Значи тие се доведуваат во шизофрена ситуација. Самите тие да го организираат отпорот. Ме разбирате? Тие, сега јас како граѓанин, ако ве пуштам дома правам кривично дело, бидејќи не ги почитувам одлуките кои важат приоритетно за време на епидемија. Значи тој е лекс специјалис, тој важи, не законот за попис. Законот за попис е малце битен у време на епидемија и светска пандемија. Значи, правно, до 30 јуни не можете да спроведете легитимен попис. Легалноста е друга работа. Легитимен попис не можете да спроведете. Значи, тоа е околу кривичното. Нема да... Еве, јас ги повикувам. Нека ми го одземат имунитетот и нека процесуираат. Да видиме кој ќе победи до Страсбур. Еве ги предизвикувам. Нека ме гонат за ова дело за кое што тврдат дека бидејќи имам имунитет пратенички, нека ми го одземат во собрание, ќе се тужиме и ќе дојдеме до Страсбур, ќе видите што ќе пресуди Страсбур. Не чувствувате дека правите антидржавен чин и чин против народот, бидејќи денеска председателот, директорот на Државниот Завод за статистика рече дека секој што самите кажуваат дека е патриот. Ова е сега време на македонците, ти текпа на македонците колку малци им фали за да им пукне филмот. Доста не плашат, доста не ни се закануваат. Значи, ова е попис за отпис на македонците како конститутивен народ. Јас во таков попис додека дишам нема да учествувам. Кому оди тоа во прилог, бидејќи Апасиев долго време се и граѓаните овде се секогаш под притисок еве на вакви информации, некои се потврдиле. Ај сега за граѓаните. Некои се потврдиле низ историјата, некои не се потврдиле. Бидејќи гледам дека ги плашат граѓаните со тие казни глоби. Значи, завршивме со кривично. Меѓутоа и ова е предизвикува можеби немир кај граѓаните дека е кривично. Тука не се граѓаните, тука е таргетирана левица како партија и тие што знам што ќе ни прават, не знам. Нека ни прават слободно. Ај сега за граѓаните. За граѓаните нема нема кривична одговорност, да бидеме на чисто. Има предвидено прекршочна одговорност. Тоа значи понизок степен. Таму немате казни затворски, имате глоби, односно парични. И еве да го прочитаме тој член, тоа е еден член. Во износ до 300 евра, така... Вика, глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, граѓанин, значи, ако одбие, прво, да даде податоци што се бараат од него, или ако даде неточни, значи лажни податоци, во заграда упатува, видите на кој член упатува, на член 35 став 2. Ајде да го прочитаме овој член 35 став 2, што вика? Вика, член 35 став 2. Лицето отфатено со пописот, кој сте го примиле, значи, е должно на сите прашања во пописната апликација да даде точни и целосни одговори и да презентира документ од кој што може да се преземат идентификацијските податоци. Значи, кога веќе сте го пуштиле овој попишувачов, вие сте должни да одговарате. Ако не одговорите, може да ве казнат. Но не постои одредба
која вели дека ако не го пуштите да влезе, ако полюби врата, дека вие ќе одговарате. Не постои таква одредба. Друго, што не им се кажува на граѓаните, дека во случај на ваква одлука не се овластени попишувачите да ве казнуваат. Нема да мислите дека тоа ќе рече, не ме пушти, дај 300 евра. Не е тоа така. Тоа се со години ќе траат тие постапки. Значи, во тој случај имате постапка за порамнување, се вика. Тоа значи во закон за прекршоци стои одредба во член 15. Никој не сме да биде казнет за повикување или поттикнување прекршок. Ако јас ве повикувам и поттикнувам на кривично дело, да, ќе бидам казнет. Но ако ве повикувам на прекршок, не можам да бидам казнет. Значи, тоа отпаѓа. Од друга страна, кога ќе ви влезе попишувачот, вие веќе треба да му дадете податоци. Но пред да влезе, вас ве штити членот од Уставот кој ви гарантира неповредливост на дом. Тој не е овластен да ви подпишува платни налози, онаков платен налог за плаќање. Тоа може само МВР да оправи. Во тој случај, законот гарантира судска заштита. Левица, ви кажувам, дека ќе организираме мрежа на адвокати кои ќе биде насловена бранители на народот. Ќе му даваат бесплатна правна помош во случај да го применат овој закон. Ќе ви кажам дека во историја на Македонија не постои човек кој бил казнет за непопишување. Не постои. Еве овие окупатори на власт и да тргнат силеџиски да казнуваат. Левица ќе даде правна помош на секој кој ќе биде казнет. И тоа се постапки кои траат, ви кажав. Доека, еве, карикирам, ви пишале казна полиција, ви стигнува по 1 година. Така и овде. Ќе ви пишат, и тоа мора да ви пишат на 200 евра, од кои што ако платите, се намалува на 100, значи не е ни 300 евра. Левица ќе ви даде правна помош, ќе тужиме. Тоа ќе трае уште години. Во меѓувреме ќе падне режимот и ќе донесеме закон за амнестирање. Ако веќе одат на тоа, но ве уверувам дека нема да се дрзнат да одат на тоа. Симптоматична, според мене, во случајов е улогата на ВМРО, ни риба ни девојка, собираа потписи 100.000 кои не им се валидни. Законот не им е ставен на дневен ред на седница. Не знам што прават. Јас ве уверувам, слушајте ми го зборот, дека ако мислите дека ќе останете осамени како Левица со исклучок не знам што ќе. Мислам дека членството на ДПМН ќе инклинира кон бојкот и раководството ќе мора да го следи. Јас ви гарантирам, ви тврдам со сета одговорност дека ВМРО ДПМН вечерва да рече бојкотираме, утре пописот ќе биде одложен. Утре. Сметате дека може да се случи такво нешто? Сметам дека може. Сметам дека може и има уште време. Не заборавајте, пописот во 2011 беше прекинат 10 дена после почнувањето. Ме разбирате? Така, да. Значи почна во октомври или кој не знам кој месец беше, почна пописот 10 дена и после си дадоа оставки пошто имаше скајп попишување. Ако еве за 1 година се одложи пописот, зборуваме хипотетички, и се организира според истата методологија врз основа на овој постоечки закон, дали тогаш нема да има опасност од демакедонизација, од можност со овој закон, за косовизација? Со ваков закон, со ваков неевропски закон. Овие методологија истава. Кога и да се одржи пописот, процесот на демакедонизација и да заврши кризата, ако истиот овој закон по 1 година во април до година, например, со истиот овој закон, процесот на демакедонизација ќе биде завршен. Затоа Левица нема да го признае никогаш и по никоја цена нема да го признае овој попис. Тоа значи дека бараме не само одлагање на 1 година, бараме ЕУ регулативата да биде вградена во пописот како гаранција. Значи бараме двојни попишувачи на терен, бараме дури и хартиена форма да има како, бидејќи ова не постои контролен механизам. Ова е небото е граница за фалсификување. Што сакаат можат да прават. Добро, еве, остапивме малку подолго време за темата пописи, теренската кампања што вие почнувајте не отворај врата. Одиме со другите теми. Евростандард банка, претпоставувам болна тема за партијата Левица. Викаат неколку десетици илјади евра на партијата се пропаднати. Велам вака во наводници затоа што можеби има можност да се ги повратите. Нема таква можност. Не. Зошто нема таква можност? Евростандард банка е организиран криминал.
Тоа е ноторен факт. Колку пари ви може да кажете да споделите со јавноста или не знам искрено, кажавте ви неколку десетици илјади евра, според едни 37.000, некој викате дека 90.000 било евра. Тоа. Мислам дека втората сума 80 нешто илјади евра, сите од за една вечер. Ни цент, мислам не. Сега што е квакава тука? Квакава е дека имаме ние фонд за осигурување депозити. Тој фонд, спротивно исто така на цела пракса меѓународна, осигурува само физички лица. Правните лица одат курбан. Ме разбирате? И тоа осигурува до 30.000. Значи, еве карикирам, вие имате мал бизнис, продавница, не знам, бутик имате некој обрт, 2-3.000 евра, па плаќате даноци, пропаѓа банката, готово. Вие немате правен механизам да си ги земете парите. Од друга страна, Народната банка не вршела доволна контрола над банката. Знаете какви ситуации има? Имате ситуации кога 3 милиони евра кредит на небонитетна фирма се дадени без никаква хипотека. Тоа не сме да помине преку контролен механизам. Со меница, па ја за станот земав кредит 60.000 евра, па уште крв и мокрача да ми земе толкава документација. Само меница дал, му дале пари, а фирмава пред затварање. Такви ги има и лјадници. Вие немате некој инсайдер по Евростандард банка па да ве предупреди дека нешто се сме ни на групер, ние не сме ни на групер за да имаме инсайдер. Министерка за финансии си ги извади своји пари. Гледате сега кваката како банкарската мафија ги ограбува луѓето. Значи, имате фонд за осигурување депозити, каде што сите банки на вкупната сума на депозити плаќа премија. И вика, ја имам толку депозити, плаќам толку премија. Ја имам толку како осигурителна компанија само во државна сопственост. Сега, во законот, во овој за фондот и за банки, вика, премијата може максимум да биде 0,7% од сите. Значи, тоа е законски кој фондот може да им ги земе на банките. Арно ама, фондот им зима само 0,25, 3 пати помалце. Значи, фондот ги стимулира банките да имаат капитал кај нив, наместо да им ги земе парите по закон. И сега, кога пропаѓа банкава, фамилии остануваат, се шлогираат, луѓе умираат, животни заштеди им се останати, иде фондов, и видите го парадоксов, и вика, окей, стечај, ајде стечајна маса, еве сега, стечајната маса на Евростандард банка има точно пари да се вратат на сите што ги изгубиле. Точно до денар. Арно ама. Иде фондов и вика, по закон, јас имам приоритет на наплата. Која шизофрен. И вика, значи еднаш земал пари од банките, иде и вика, ја имам приоритет. Добро, колку даде ти? 35 милиона. Ги зима 35 милиона и за народот не останува ништо. И тоа го спориле луѓево на Уставен суд и Уставен суд им вика, па окей, тоа не е нешто дискриминативно. Како бре е окей? Два пати зима по исто. Еднаш зима премија, па тоа му е работа да осигурува. Значи не гледате можност за... Знаете како било во Хрватска или во други земји? Значи, приоритет имаат вработените, работниците, сите што имале сметки, без оглед физички или правни лица, тековни сметки. Значи, не збориме за депозити за штедење, во смисла, јас сум штедел од што имам вишок. Не, тоа ми се тековни сметки. Значи, тековна, тоа значи парите за да работите. Не ви се депозити ставени, орочени. Па има доверите и на крај пети доаѓа фондот, што е нормален след на околност. Не, кај нас фондот иде прв, ви ги зима парите од стечајот и ви викат, дечки, сликајте се, нема пари за вас. Ете, тоа е кај нас стандард. Како функционирате сега? Како функционира Левица? Иако напишавте дека вие сте како троскот, дека и од нула сте почнали без пари. Ние сме пионери, ние се потешкиот пат годиме, се козји патчиња, нема автопат за нас, со донации функционираме и сега го чекаме државното финансирање, не знаеме колку ни следува, бидејќи се чудни некои критериуми, еве да ви кажам, на гром партијана, која не ни постои, залепена има пратеник во собрание. Залепена е со ДПМН, она зима скоро колку нас пари.
Не знаеме, Јанко Бачев зима не е ни у парламент. Не знаеме по кои критериуми ги делат. Еднаш се тужевме да управен, не знаат ни они. Значи само Мариќиш знае веројатно или некој службеник. Тоа беше по освоени гласови на последните избори, по две така основи беше. има, така. по основ на освоен пратеник и по основ на процент на државно ниво. Така. И сега не знаеме колку ќе ни следува, во кризава ги намалија. Не знаеме искрено, чекаме април-мај треба веројатно да ни пуштат некоја транша од тоа што ни следува по закон. Господине Пасиев, пред да се случи куршлусот и да престанеме да зрачиме во етер во рамките на емисијата, зборувавме нешто за можноста овие сите коруптивни афери да добијат завршница низ една правична, нели, постапка низ правосудниот систем. Некои од тие афери сигурно ќе има завршница, како и досега некои афери само биле објавени, па ништо не се случило од сето тоа. Еве, вие минатата година, мислам дека беше во оној период после изборите до конституирањето на собранието некаде, во летото излеговте со теза дека додека ние вака си разговараме по емисии, власта купува пратеници, зборувавте тогаш за 5 пратеници и дека нели цената одела до 1.000.000 евра. Сега може ли да кажете кои пратеници биле на продажба? Па јас ги знам кои пратеници, нема да ги кажам по име, не е колегијално, меѓутоа добро, дали се од мнозинството или од опозицијата во собранието? Од опозицијата се. Од мнозинството има еден или двајца кои не се СДСМ. Така, кои не се СДСМ. Што е тука проблемот? Проблемот е што нашиот устав, сакајки, тоа е истиот проблем и со судиите, сакајки да им даде некоја си слобода на пратенициве, им дал слободен мандат. Тоа значи тоа што зборувавме во првиот дел, не можете, кога не сте задоволен од мене како пратеник, петиција ме отповикувате. Тоа се вика императивен мандат. Кој ве пратил, тој да ве врати. Сега, и затоа имате, тоа и многу поранешни премиери во мемуари го имаат кажувано, како практично како сточен пазар. Значи, ви идат битангите, пајташите на премиерот и ви викаат: дечки, едно, пиши сума и шибај. Значи, во црни вреки им ги даваат у кеш. Ете така ги купуваат. Јас се предупредив за вокабуларот, ама добро, вие така си говорите. Проблемот е што треба да се смени уставот и да се воведе кој те праќа. Народ те праќа, народ ќе те отповика. Кој партија те праќа, партија ќе те отповика. Да не му бегаат како овие 8 на ВМРО што му избегаат. Добро, тие прелети ги имало, мислам цел овој период на тоа да. Например, јас утре можам да речам, ја од утре сум дуј. Ме разбирате? И никој ништо не ми може. Како може тоа да го направам, кога народот пред избори ми дал на платформа на левица? Но еве, рековте ќе купува или купува се пазари, ама еве мнозинството не може да обезбеди кворум. Значи дека ги нема купено. Веројатно да, ги нема купено или се нема испазарено или па се уплашиле овие, пошто овие не знаат, гледате Заев како ги пушта низ вода. Затоа велиме дека така делот се што се зборува дека не секојаш наоѓа потврда во реалноста, да речеме. Па не знаеме до кога, можни се и обратни ситуации. Можно е и опозицијата да купи пратеник од власта. Особено гледате ги сега килавиве односи. Демократски сојуз. Така и опозицијата велеше дека не знае. Демократски сојуз се дели, ЛДП двајцава се делат, Дом се делат, не знаете вие утре кој каде ќе прелета, ме разбирате. Исто она што ви забележуваат по социјалните мрежи, а тие се бескрупулозни, велат Пасиев колку беше гласен за Мијалков, кога беше, нели, она исчезна па се врати, толку етивок за Орце Камчев приведувањето и притворот. Што сега, ја бев дел од СЈО, не знам што да кажам сега за Камчев. Ако мислите дека ја ќе бранам олигарси, напротив. Дека не сте биле гласен, не сте зборувале по социјални мрежи. Обично вика за се наоѓа причина да објави, да каже, да се да изреагира, да искоментира. За Камчев немаше ниту точка. Па не знам. Исто како и Мицковски. Што очекувате за Камчев да кажам? Јас само кажувам она што стои на социјалните мрежи. Не мислам да му бидам адвокат на Камчев, тој си олигарх, си има милиони, милиарди, си има платен тим, нека го бранат тие што мислат дека треба да го брана. Добро, она што треба да ви се симне капа како левица, сигурно има и други работи, не е само ова, околу иницијативата за измени на законот кој што предпоставуваат патни трошоци на пратениците. Вие се откажавте од патните трошоци и направивте на компаративна анализа, ќе ни ја представите вечерва, мислам,
не мора во детали, меѓутоа еве што збори таа каде македонското собрание и пратениците во споредба барем со регионот со неколку држави околу патните трошоци. Како пратеник по сила на закон имам право да барам информација од службите. Побарав пред за 3 дена мора да ми одговорат. Побарав пред 2 месеца информација едноставна. По кој законски основ покрај патни трошоци на пратениците им исплаќате плюс патарина, овие фискални од патарина. Бидејќи не постои така. Тоа значи дека изминатие години наназад им е исплаќано преку трупа. Значи не постои законски основ. Кај нас има една многу чудна формулација, 20% на изминат километар. Тоа значи, еве карикирам, Куманово, колку е 50 километра, 50 наваму, 50 натаму, 100 километра. Реалниот трошок, еве јас со кола да идам од Куманово, реалниот трошок да дојдам и да се вратам ми е 300 денара. А мене собранието би ми дало 1000 денара. Зошто да ми дава плюс 700 денара? Тоа е екстра трошок, тоест екстра профит за мене како пратеник, ме разбирате. И тоа е Куманово е најмала, а и они од Охрид 200 км и 200-400, можете да замислите таму. Тоа се баснословни и ние викаме, износи. Најелегантното решение за да се покриваат реалните трошкови, тие што ги прават, е од 20% да се намали на 5%. Таков закон имаме подготвено и ова со пописов, бидејќи сме во кампања, чекаме да заврши, ќе опуштиме во процедура. Така, некаде нашите математики, нашите аналитички нашиот центар пресмета дека 5% кои би се достигнуваат тие 300 денара, значи реални се трошоци или трошоци колку автобуски превоз. Значи имате држави побогати од нашата држава 10 пати, кои што им признаваат само колку повратен билет, толку, или ти следува на сесија, зависно сите. Ваков модел, па со авиони ли идат, со хеликоптери ли идат, ти да земеш патни трошоци колку 3 коли да си купиш. На што личи тоа? Еве само за првите 5 месеци околу 120.000 евра се одлеале од собранието за тие патни трошоци. И тоа што не работи собранието уидисани заедно, и ДПМН, и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса, само левица е против. Дали е тоа сега легална корупција? Ако има воопшто корупција, па легална тоа е дефиниција да бела, така викаат, бела корупција скриена зад законот. Екстра профит, колава ми вреди 2.500 евра, а јас имам 15.000 евра за бензин. Имаше и неколку пратеници, мислам независно од која пратеничка група, дека инкасирали и по 5.000 евра овие 5 месеци на име патни трошоци, тоа се навистина големи пари, тука ќе треба јазик. Така е, законски е неправат они незаконски дејанија, така вели законот. Ќе видиме, ние ќе предложиме кој ќе големи суми на држава како со економска кондиција како Македонија, мислам. Држава која што е најсиромашна у југоисточна Европа. На што личи тоа? Господин Пасиев, имаше пред известно време еден повик од председателот на СДСМ и премиер за подавање рака кон ВМРО ДПМН за создавање на широка коалиција. Вие тогаш напишавте на Facebook и мислеле СДСМ и ВМРО ДПМН да прават влада без левица. Дали доколку добиете така против левица, дали би влегле во една таква доколку би имале понуда? Не. Тогаш ќе се официализира широката коалиција која спомнуваше овој министер за смрт поранешен пред суд, така сведочеше дека биле за малце во преговори да се остават влада. Тоа се две Никола Тодоров, мислите? на Никола Тодоров. Мислам, тоа се две буржуаски партии, ДПМН и СДСМ. Тие во пржинска влада си функционираа како така со тие врзани подписи вето, меѓутоа се нефункционални. Експертска влада ние сме имале на почетокот во 90-тите, кога такви биле околностите. Не, јас мислам дека треба политичка влада, бидејќи така се носи одговорност. А ако решат да прават таква влада, нека име со среќа левица ќе биде опозиција. Не, добро, веќе тоа имаше и од самата коалиција владеачка неколку партии што излегоа и рекоа дека не било добро. Тие се два-три ќе излезат, а овие 40 ќе влезат. Што така да велите дека сте за предвремени парламентарни избори. Некаде на почеток на емисијата рековте дека не сте за коалиции пред избори, туку да си ги измерите, нели? Само коалиции. Само за постизборни. Ние сме за промена на тој изборен модел, да забраниме
предизборно коалицирање. Тоа е нефер спрема граѓаните. Вие имате фантом партии кои не постојат на терен. И затоа сега кој ќе рече но ги има на списокот нели колку политички субјекти има во значи покрај овие СДСМ, ДПМН кои имаат скоро во сите општини, Левица е единствената партија која има во над 30 градови канцеларии. Значи ние де факто на терен постоиме со штабови, со канцеларии, со кирии, плаќања, со комунали. Значи имате на инфраструктура на мрежа како што имаат една партија, во Скопје и толку. Човек фирма, ме разбирате, и си бркаат работа. Тоа треба да се искорени. И плюс тоа има јавна тајна е дека, на пример, кога некој коалиционен партнер од овие маливе, кои се 20 партии у коалиција, не можеш, ви текнува, на 3 мене ми текнува само. Кои се тие 20 партии? Кога ќе им дое ред да се пререгистрираат, наново да собираат потписи, бидејќи имаме најригорозен закон во Европа, да. На 1000 потпис, на 4 години 1000 потписи собирате, у Британија 20 можат партија да направат, кај нас 1000. И кога ќе дое ред да ги собираат тие потписи, која е бирократска, макотрпна процедура пред нотар, скапо чини, овие големиви им позајмуваат за да формално постојат, ме разбирате? Да. Значи тие ја фалсификуваат реалноста. Практично покрај големите, Левица постои на терен и толку нема други партии кои партиципираат. Господин Пасиев, на самиот крај сме на емисијата. Прва трка што ќе биде нели политичка, тоа се предстојните локални избори закажани некаде за есен. Сте размислувале каде би кандидирале своји кандидати за градоначалници? И што очекувате? Со оваа инфраструктура која ја имаме, ние би целеле на советите, не толку на градоначалници, туку на советите, бидејќи имате интересна ситуација, на пример од 23 советника, 12 има едната партија, 11 другата. Во случај да влезат 20-тројца советници на Левица, Левица ќе биде пресудна за мнозинство. Тоа значи антиурбани, мафиозни мерки, тоа значи радикални мерки за аерозагадување, се што е во надлежност на градот или на општината, тоа ќе значи радикално подобрување, затоа што Левица нема, нашите неподмитливи кои ќе влезат, нема да бидат како овие крени рака на дуб, па ќе ти дадам 3 стана у зградава, така што тоа ќе биде тотален дисбаланс на моќта и целиме кон тоа. Согласно нашата, бидејќи ние имаме најави, еве и тоа да го кажам, од други партии, каде што цели општински комитети ни се најавуваат да ви дојдеме. Не, ние не сакаме дојдени, бидејќи тие на прва кривина ќе ви го свртат грбот. Ние работиме автохтоно грасрут движење политичко и сме на одличен пат, така што само наши искалени кадри би, значи да добивам како иде времето и од индивидуалци од сите градови. А Пасиев да се сретнеме за градоначалник, ваму имаме екипа. Не заборавате значи, на тоа. Значи има намигнување и шарети што само низ Левица кадрите кои се направени, идеолошки доследни. Ние да немавме идеолошки доследни, до сега ќе ја разбие Левица со сите обструкции и судски процеси против нас. Така што само прекалени кадри кои се изградиле низ Левица, идеолошки доследни, ќе бидат на листите. Добро, јас останува на крајот само да ви се заблагодарам. Ево уште едно извинување што останавте нели малку подолго од предвиденото време поради проблемот со електричното напојување, како и да е. Добро, благодарам уште еднаш и благодарност за вниманието што го имав од страна на гледачите и оваа вечер. Ве поканувам почитувани да ги проследите вестите, информативното издание веднаш после емисијава Само вистина. Имајте пријатна вечер со програмите на Канал 5. Довидување.